За влез во кафуле, ресторант или кафеана со капацитет над 30 гости задолжителен е сертификат за вакцинација, но само за гостите. Мерката на владата која предизвика бура од реакции во јавноста не важи и за персоналот во угостителските објекти. Тие ќе може да приготвуваат и да служат храна и без да бидат вакцинирани против коронавирусот. Од Министерството за здравство како предлагач на мерките велат дека задолжителната вакцинација за гостите нема да важи и за вработените. Вработените не се должни, иако е препорачано да се вакцинираат. Тие секако може да одат на работа. Целта на оваа мерка е да се спречи поголема група на луѓе, односно гости, кои се без вакцина да бидат на едно место и со тоа да се намали ризикот и од ширење на вирусот во гостителски објекти. И додека во јавноста не стивнуваат реакциите во врска со редарските служби за контрола на сертификатот за вакцинација, кој станува задолжителен од 16 август. Министерот за економија Крешник Бектеши и директорката на Државниот пазарен инспекторат Анета Симеска Димовска најавуваат засилени контроли од понеделник. Но нејасно е како пазарните инспектори ќе ги спроведуваат контролите, освен ако во тоа не им асистира полицијата, бидејќи единствено полициските службеници имаат надлежност да легитимираат. Од друга страна, членот 3 од Уставот на Република Македонија забранува секаков вид на дискриминација, па дури и дискриминација по основ на здравствена состојба. Рестрикции какви што се планираат кај нас веќе се спроведуваат во некои европски развиени земји, конкретно Франција, но таму сертификатите ги проверува полицијата, а не редарската служба. И важат за сите локали, а не само за оние каде што има повеќе од 30 лица. Avec une pièce d'identité, s'il vous plaît. Граѓаните кои со новата мерка на владата се дискриминирани и на кои им се прекршени основните човекови права. Своето незадоволство ќе го изразат на протест во недела во 19 часот пред Законодавниот дом. Ако се суди по реакциите на социјалните мрежи, се очекува протестот да биде масовен.